Почитувани сограѓани, почитувани љубители на ликовната уметност, еве не во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе, во малку нели воредна состојба и со воредни мерки, се разбира. Токму заради тоа, почитувајќи ги мерките поради коронавирусот, поради COVID-19, изложбата која што требаше пред 2-3 недели да биде отворена во живо, ќе отвориме сега вака. Ќе отвориме со дел од моите колеги, вработени во Домот на културата Иван Мазов Климе, со четворицата уметници, кои што се автори на оваа изложба, и со двајца гости од Македонска каменица, на наше големо задоволство. И се разбира пред камерата на регионалната телевизија РТК, интернет телевизија. Вака, значи, нема да должам многу, ќе кажам само дека изложбата се вика Роднокрајско творештво. Тоа е колективна ликовна изложба на четворица ликовни уметници од Кавадарци. Киро Јосифов, Горан Боев, Тодор Богев и Лазар Дојчинов. Јас накратко ќе кажам по неколку збора за авторите. Ќе почнеме со Горан Боев, кој е роден 1982 година во Кавадарци, факултет за ликовна уметност завршил во Скопје 2005 на одсекот сликарство во класата на професор Благој Маневски. Магистрирал на истиот факултет под менторство на професор Симон Шемов 2009. Во периодот од 2007-2011 работи како асистент на факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет на Република Македонија. Киро Јосифов е роден 51 година во Кавадарци, педагошка академија завршил во Скопје, живее и твори во Кавадарци и досега има реализирано повеќе самостојни изложби. Како во Кавадарци, така низ Република Македонија, меѓутоа и низ просторите на бившата Југославија. Учесник исто така и на неколку ликовни колонии, исто како и Горан Боев и еден од позначајните наши ликовни уметници. Лазар Дојчинов е роден во Кавадарци, виша школа завршил смер заштита во Скопје 1978, се запишува како вореден студент на Педагошката академија во Скопје, група ликовна уметност, кај професорите Димитар Кондовски и Борко Лазаревски. Негов лично препознатлив печат е акварелот како сликарска техника од 2004 година наваму. Дојчинов започнува да работи и истражува со техниката масло на платно. Тодор Богев е роден 1968 година во Кавадарци, основно училиште завршил во родниот град, а средно техничко училиште смер електротехничар завршува во Велење, Република Словенија. Паралелно со неговото формално образование и професионален ангажман, тој што во далечната 96 година пријавува интерес за литература и пишување и има напишано 3 книги. 2001 Амфитеатар, 2007 Фокус и 2012 Запознај се себе си и ќе го запознаеш целиот свет. Сите се издадени од Домот на културата Иван Мазов Климе, издавачкиот центар 3 од Скопје и ТБ Кавадарци. На поттик на Владимир Темков и Горан Боев ги прави своите први обиди за сликарство, чии резултати ќе ги видиме сега, уште мислам дека камерата веќе ги забележа. Толку од мене, а сега ќе го повикам токму човекот кој што, како што кажува Тодор, го натерал да се проба во сликарските води, господин Владимир Темков. Повели шеф. Еве вака, виртуелно добродошле во Градската галерија при Дом на култура Иван Мазов Климе во Кавадарци. Момент кој што најверојатно сите ликовни уметници го чекаат, најверојатно љубителите на ликовната уметност го чекаат овој момент. Момент кога после една пауза од неколку месеци поради оправдани причини ова тешка пандемија на коронавирусот ги затвори сите институции, така и ние, но уметниците и поривот кој што го носат со себе, духот кој што е во нив и се она што го појавуваат на сликарските платна, осеќаа потреба да истото го споделат со ликовната јавност. И чекајќи го овој момент,
еве денес, среда, да почнеме со убави работи и со сречни работи. Отпочнуваме со онлайн изложбата на четворица мои колеги кои што го најдоа својот дух и своето заедничко и го поставуваат во овој простор во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе. Кавадарци има голем број на ликовни уметници. Кавадарци е колевка на ликовната уметност, отпочнувајќи од легендата на сликарството Перо Мазев, преку сите сликари, до еве денеска овие луѓе кои што се избор на четворица ја поставуваат овие своји дела пред вас. Киро Јосифов, сликар, децении слика, неговата обсесија беше огледалото и стаклото, но денес тој се представува со пејсажот, кој што е негова нова инспирација и ново истражување во сликарството, а другиот дел од неговиот опус ќе го видиме најверојатно во септември, кога ќе биде поставена и неговата самостојна изложба. Тука е и Лазар Дојчинов, човекот кој што, после Никола Баснарков го зема акварелот и почна да го гаи, да го негува и начинот на изразување во акварелот е едно од неговите успешни техники, но и покрај тоа тој се обидува и на платното со акрилни бои, со улјени, со маслени бои да го прикаже македонското народно творештво преку грозјето, преку производство на вино и ракија, и тој е човекот кој што со децении големиот празник Свети Трифун го одбележува со своја самостојна изложба и за неговото творештво може да се прочита во биографијата која што е поместена во овој каталог. Горан Боев е мој драг колега, кој што ја представува помладата генерација, сега можем да кажем веќе и средната генерација на ликовните уметници од Кавадарци. Тој е носител на таа генерација, магистар е по сликарство и јас можам да кажам дека ако светот го има Леонардо да Винчи, Кавадарци го има Горан Боев. Сега, измеѓу овие тројца автори се појави еден љубител на ликовната уметност, кој што долги години пишува за уметноста, пишува за творештвото на уметниците и во еден период, инспириран од разговорите со тие уметници, почнува и самиот да слика. Тодор Богев, човек кој што има напишано и за моето творештво неколку убави текстови, има напишано и за Горан Боев и за сите, но ова вечер Тодор Богев, покри писател, ќе го видиме и со неговите авторски дела во сликарството. Јас би сакал тука, пошто ова е прв ден, прв момент, би сакал тука да завршам и ќе ја повикам директорката на Домот на културата Јулијана Туриманџова, овој момент да го одбележиме и да каже неколку збора околу начинот и работењето на галеријата и на Домот на културата. Повелете, директорка. Почитувани ликовни уметници, почитувани наши гости, сакам да ви се обратам од името на Домот на културата, дека ние, иако во криза, иако во услови на пандемија, сепак продолжуваме да работиме, и тоа онлайн, како што треба, следејќи ги препораките на владата на Република Македонија. И сакам да им се заблагодарам на овие наши роднокрајни ликовни уметници, Горан Боев, Кира Јосифов и Лазар Дојчинов, Тодор Богев, што сепак се согласија на оваков начин да ја отвориме оваа изложба. Но ние не застануваме. Домот на културата ќе продолжи понатаму да работи. Се надеваме дека ќе се подобрат условите, дека ќе излеземе од оваа криза
Сакам да спомнам дека имаме ред настани што следат, проекти нереализирани од Министерство за култура, театарски представи кои се во тек и се спремаат и ред други настани. Ви благодарам сепак и се гледаме во подобри денови. Ништо, моите колеги, односно мојот колеги и директорката кажаа тоа што треба да кажат. Кратките биографии ги прочитаваме на четворицата наши драги сограѓани и ликовни уметници. Сега само останува да разгледаме изложбата, да поуживаме малку, да и да кажеме за гледачите дека ќе биде отворена во текот на следните денови, секој ден од 8:30 до кај 4 саатот може да кој што сака да дојде да погледне. Ви благодарам на сите. Добар ден. Денеска на ова изложба се представувам со 5 ликовни дела кои се со тематика пејзаж. Пејзажот во Република Македонија, каде и да се свртиш, каде да погледнеш, ќе видиш. Јас овде најмногу истражувам воздухот, земјата и водата. Тоа ме е сега преокупација и преку еден малце поабстрактен начин, посовремен, може малце надреалистички е прикажан, а има и примеси од фантастичното сликарство. Еве имаме еден ликовен настан во кој што по карактер малку се разликува од на начинот на кој што ги знаеме, поради вирусот кој што е присутен и се изменија карактерот на изложбите. Сега оваа изложба е без публика. И се така да работата на установата, културно-уметничката установа Иван Мазов Климе и во оваа состојба е во работно движење, а јас овде како учесник се представувам со мотивите од нашето поднебе, на кој што му е сите познато. Темата е виновата лоза обично и тука можат да ја видат сите преку нашите медиуми. Ова е камерна, ја би рекол камерна изложба, али без публика. Отварањето е за тоа што така дојде ситуацијата. И сега што да правиме? Али пак се одржава. Ја се заблагодарувам на сите вработени од Иван Мазов Климе, што несебично се залага да поставката помине во најдобар ред. Чест ми е што сум дел од оваа групна изложба. Тука се четворица автори, нели до тројца автори се смета како самостојна изложба, бидејќи повеќе од тројца значи е групна изложба. И за оваа пригода се представи со дела од повеќе мои циклуси. Значи овде има и мртва природа, има и некои мои обиди во апстрактното сликарство, пред се фигуративно сликарство
Ова што е позад мене се дел од овој мојот последен циклус, кои што се врзани со инспирација од моето детство, од моите сеќавања од детството, детски фантазии, тоа што јас во последно време го творам и со што сум преокупиран. Инаку сега за време на оваа криза успеавме да отвориме ова изложба во една виртуелна форма, но се надевам дека за затворањето се надевам дека ќе има публика, ќе може да ги видат снимките во живо. Аз што да кажам, ова е мој прв ликовен обид, дружејќи се со пријатели ликовни уметници, гледајќи ја нивната работа, да кажам, може и на нивен поттик на Горан Боев и Владимир Темков, направив свој ликовен обид. Се надевам овој циклус од 5 слики дека нема да биде последен, дека дружењето со нив на некој начин како уметничка индукција ќе придонесе во стварањето и на други циклуси на слики. Ви благодарам многу. кажав на почетокот, во воредни услови отвараме оваа прва изложба после пандемијата која го задесни целиот свет со COVID-19. Меѓутоа мораме да нагласиме дека според тоа што ние очекуваме дека мерките малку ќе се поопуштат, ќе се поослободат, па затварањето на оваа изложба да го направиме така како што требаше да биде отварањето, односно со публика. Значи како што личе за една ликовна изложба и како што личе за една ваква градска галерија која што е, нели, знаеме дека има по 70-80 настани годишно. Така да, здравје Боже, исто преку телевизија РТК ќе бидете известени кога ќе биде тоа свечено затварање.
Сакаме само уште неколку работи да кажеме за активностите на Домот на културата. Значи, активно се подготвуваат веќе 3 театарски представи, значи пак се чека само омекнување на ситуацијата, односно мало опуштање на мерките, се разбира во наша корист, за да почнеме да ги реализираме, односно да почнеме кавадаречката публика, театарска јавност да ги гледа. Се работи за детската представа Авантурите на принцезата Лили. Потоа се работи исто така Тетовирани души од Горан Стефановски и се работи Да не снимате мрсен филм, адаптација на текстот Разбуди се кате од Милан Гргич. Тоа е од прилика кое што Домот на култура го има како активности сега за сега. Се разбира, чекаме зелено светло од Министерството за култура за да почнеме вистински со настани и да си го продолжиме животот онака како што ни беше пред коронавирусот. Фала ви на сите. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.